Не треба трафостаниците пред собранието да се користат како канти за отпадоци. Дупките на тротоарите пред собранието не да се пополнуваат со канти за некој човек да не се утапа, туку да земат да си ги асфалтираат. Вака не сме да изгледаат патеки и канделабри пред невисокиот законодавен дом. Испукани и раскршени жардинери, искршени столпчиња. Вака непропусно паркирани возила веднаш до собранието, исто така не сме да го гледаме. На вакви недефинирани предмети, направени од автомобилски гуми, пред собрание не има место, исто како што не има место на овие исушени грмушки кои што се непосредно до законодавниот дом. Мислам дека не сме сиромашна држава за ова да не може да си го средиме, а и ѓубрето под него. Ова мора веднаш да се среди. Што се однесува до неголемиот проблем односно ѓубрето, мислам дека додека не поминат локалните избори веќе нема смисла што и да било да правиме, бидејќи немаме кон кого да насочиме пораката дека нешто треба да се промени. Имав неколку видеа снимени, едното е за реката Вардар од Кондово до Желино и сите диви депони кои што се тамо, меѓутоа ќе го објавам кога ќе завршат локалните избори. Секако не сакам во ниту еден момент во тек на кампања да ме пренесат во некој погрешен контекст што не го сакам, така што и по изборите ќе имаме навистина многу работа. Она што кога критикуваме секако има потреба за тоа, меѓутоа кога и нешто убаво ќе се случи, многу е добро да го пофалиме на тој начин да ги охрабриме сите дека промените се можат и дека овие мали промени се многу важни.